Зошто ја избрав мојата професија? Вака, од секогаш сум била темпераментна девојка и од секогаш знаев што сакам да бидам во животот. Причината за љубовта кон медицината потекнува уште од мали нозе, односно мојот покоен дедо доктор Бранислав Јаковлевски, кој беше специјалист пулмолог и долгогодишен директор на Гостиварската државна болница, е всушност мојот идол. И тоа е причината за мојата желба и љубов кон медицината. Откако го завршив моето средно образование, гимназиско, во Гостивар, поднесов молба на факултетите во Словенија, на медицинскиот факултет и факултетот за здравствени науки. Здравствени науки е всушност факултет за дипломирани медицински сестри. Бев прифатена на двата, се одлучив за здравствени науки во смерот за дипломирани сестри, затоа што некако ми беше многу интересно, примамливо. Тогаш беше некако табу тема кај нас. Со самиот начин на кој ни го представија факултетот некако ме привлече, некако се видов во таа насока, во тој дел. И не секам, до ден денеска не секам. Имав темпирано време до кога смеам да го научам, уствари до кога можам да го научам јазикот. За нецели 3 месеци го совладав, полагав испит словенски јазик и продолжив да студирам. Имав секогаш висок просек, секогаш се вклучував во проекти, во пишување на трудови, со тоа се задобив со висок просек на додипломски и затоа и се запишав понатака на магистерски студии. Односно со самото завршување на додипломските, јас како најдобар практикант, тогаш добив можност да се вработам во клиничкиот центар без да чекам оглас за работа. Него со дипломата во рака појдов кај надлежните, кажав дека сум завршила и веднаш ме вработија. Но воедно се запишав и на магистерски, значи студирам и работам редовно. Тешко е, напорно е, но се може ако се сака. За сега редам десетки. Се надевам дека така ќе остане, затоа што планирам понатака да продолжам и на докторски студии. Значи, тоа што го учам и што го работам со срце и со душа. Не секам за мојот избор и онаа желба кој секој од нас ја има уште кога е малечок, понатака се развива и ако доволно го сакаш тоа што го работиш, доволно го сакаш тоа што те исполнува, само редиш успеси понатака во животот. И тоа е тајната на успехот.